Qui rogat non erat, односно кој прашува не греши, тоа е само еден бисер на мудроста во книгата на Владимир Мартиновски "Дур дишам се надевам", која што слушнав од вработените во литература МК дека веќе се подарува на свадбите, наместо да се ставаат парите во плико, се ставаат во книгава. Значи книгата доби една употребна вредност поинаква од што се очекуваше. И јас денес во Астрорум имам честа да разговарам со професор доктор Владимир Мартиновски, писател, поет, книжевен критичар, професор, човекот кој што своето образование го заокружи на Сорбона, некој кој што не му е туѓа ниту музиката, комуникацијата со младите и служи за пример на вистински ерудит. Добре дојдовте во Астрорум. Благодарам за поканата и за оваа најава на нашиот разговор и за ова кратко се разбира представување на мојата најнова книга. Многу се радувам што ќе имаме можност да разговараме. Редовно ја следам вашата емисија и еве се надевам дека ќе имаме убав разговор. Книгата е навистина прекрасна. Прво да знаеме дека латинскиот јазик е секогаш баук, не само за младите и за повозрасните, но вие овде на еден преубав начин, не само што преведувате познати изреки, туку и ги надополнувате со песна. Соработката со Арс Ламина не е со оваа книга, но ова претходната беше малку поинаква. Ја преведовте книгата на Дејан Алексич, "Мали огласи", која што е преубава и според илустрациите и песните внатре, а знаеме кога се препева нешто од туѓ јазик, вие сте практично и автор. Тоа никогаш не сме да биде буквален превод, бара да се најдат вистинските еквиваленти во духот на нашиот јазик. Така што кажете ми за вашето искуство со детската литература, бидејќи вие повеќе пишувате, барем досега, во вашата продукција за возрастните. Да, тоа е сепак едно скромно искуство, но многу убаво и многу топло искуство, ако може така да кажам. Прво, со преводот на книгата на Дејан Алексич, кој е мој пријател и со кого се запознавме на еден фестивал во Франција, беше многу интересна таа соработка, бидејќи кога би го испрати ракописот на оваа книга, која е исто многу ценета во Србија и веќе доживува преводи на повеќе јазици, читајќи ги песните, веднаш посакав да направам македонски верзии од неговите стихови и за само неколку дена ја преведов книгата и му ја испратив на мојот пријател Дејан и потоа зборувавме дека би било убаво таа книга да стане достапна до македонските читатели. Инаку книгата за која што пред малку говоревме, книгата "Дур дишам се надевам" или "Дум спиро сперо", е исто една давнешна идеја која пред неколку години бев на студиски престој во Универзитетот во Ајова и имав малку повеќе време да работам и на други проекти, освен оние кои ми се, да речеме, тековни. И еден ден се осмелив на таа идеја да се посветам. Значи, латинскиот јазик имав среќа да го изучувам, барем мојата генерација го учевме во средно и сметам дека е многу значајно на овие нови генерации кои за жал имаат многу малку можност да комуницираат со таа класична култура, да на еден начин направив обид да им ги доближам тие мудрости. Практично тоа е една мала антологија на латински поговорки, но да им ги доближам преку еден поетски начин. Значи, ми беше голем предизвик да ги ставам овие древни мудрости во контекстот на современото живење. Затоа овие песни, иако се сосема кратки, најчесто се само 2 катрени или вкупно само 8 стиха, има и дури песни со само еден катрен. Се обидов, значи, да раскажам 48 приказни кои се блиски до денешните деца, до денешниот контекст, а едновремено ми беше голем предизвик да го римувам македонскиот јазик со латинскиот. Различни јазици. Инаку во мојата поезија за возрастни многу ретко римувам. Ова беше едно ново искуство со јазикот. И исто така ми беше предизвик да во најкратка можна форма да раскажам приказна во која поентата практично ќе биде поврзана со поговорка настаната во едни давнешни времиња,
со цел да покажам дека пословиците, поговорките всушност се едно заедничко богатство на целото човештво и дека во конкретниот случај новите генерации можат да ги запознаат и да видат дека тоа не е нешто што е далечно или баук, како што рековте, туку е нешто што е поврзано со нашиот живот. Вам не ви се туѓи кратките форми? Вие се пробавте и во хаикуто, што е многу тешко. Значи, можеби прв пат се соочувате со римите, вие лично да творите, но хаикуто е една форма, ако во тој минималистички стил се снаоѓате, тогаш не знам дали ќе можете сега и да се вратите на обширното. Па да, кратките форми се барем за мене еден голем предизвик, бидејќи поезијата во суштина е една кондензирана форма на пренесување на човечко искуство преку јазик, секоја поезија. А кратките канонизирани форми кај нив предизвикот е уште поголем, нели, со минимум средства да се постигне тој ефект на трансмисија на тоа искуство преку јазикот. Затоа со хаику се занимавам подолго време, не само со пишување хаику, туку и со препејување и со теориски, да речеме, некои осврти за хаикуто. Навистина еден голем предизвик и општо земено мене ми се овие форми не само во поезијата, туку и во прозата многу блиски, каде што мислам дека е многу битно на читателот да му се остави простор и да ја пушти својата имагинација од она што го добива, нели, да ја доживее таа слика, нели. Општо земено ми е многу битна таа сликовна димензија на книжевноста, дури и во овие песни за деца. Јас сакам да тоа лесно да може да се замисли, да се таа сценичност во овие кратки песни да се замисли и за да се поврзе со сопственото искуство. Секогаш ме интересирало, односно ми личи дека е многу сложено некој кој што е самиот автор да биде и професор и теоретичар, бидејќи знаеме науката не трпи толку описи, мора да го лишите јазикот од премногу епитети, а ваму пак се бара да сте поетични. Како, дали сте на едното место вие еден, Владимир Мартиновски, на другото друг, како ги двоите тие нешта? Премногу знаење знае да афектира уметноста, слободата. Да, многу интересно прашање. Секако дека може да се гледа од двете перспективи. Колку во теориската работа, да речеме тоа белетристичко искуство може да биде збогатувачко. И јас обратно гледам на ова дека теориските, да речеме, обсервации на книжевноста на некој многу поспонтан начин. Јас се обидувам кога создавам поезија воопшто да не размислувам, но тие се, како да кажеме, тоа е еден начин на согледување на истата работа. Всушност теоријата и практиката во уметноста, барем се во вистинска смисла неодвоиви. Тие се разбира дека пристапите и дискурсите се различни, нели, имате право. Стилот на пишување во еден теориски текст има некакви канони, има некакви правила, но некогаш може да си ја дозволиме таа слобода, дури и тамо да примениме да речеме некоја метафора или да примениме некои стратегии кои се поблиски до книжевно-уметничкиот дискурс. Денеска мислам дека теоријата и литературата се во вистинска смисла проникнати. Така што, барем во мојот случај, некако многу природно оди тој трансфер од едната на другата форма на пишување и на практикување на уметност. Во истиот овој контекст, бидејќи сте универзитетски професор, како го доживеавте трансферот на нашиот образовен систем минат и сегашниот кредит трансфер систем, кога вие барем треба да произведувате, ако така може да се каже, да насочувате идни книжевници, теоретичари на литературата, луѓе што треба да го познаваат јазикот со целата естетика, различни начини на гледање, пишување, а треба да ги ставите во иста рамка, да ги квантифицирате тие работи, да ги проверувате нивните знаења на еден многу различен начин, кај што не можете да развивате индивидуи, туку сите треба да бидат
како се сноѓат и дали имате простор вие да интервенирате внатре, дали ви е даден простор вие личното видување на образовниот процес да го вметнете? Да, променети се доста работите од времето кога јас сум студирал на филолошкиот факултет. Не само тоа, контекстот целосно е променет и се разбира и се рефлектира и во образованието. Да речеме, конкретно во студиите за книжевност, кога јас студирав, повеќето предмети, сите предмети беа минимум една академска година. Сега се парциализирани, како и кај сите други дисциплини научни, што во голем дел од самата содржина не става нас професорите, меѓутоа и колегите студенти во една ситуација каде што навистина во еден многу краток временски период, како што еден семестар, треба да се помине цела епоха, и навистина е предизвик како за професорите, така и за студентите, нели? Прво, клучно за студиите во литература е да се читаат книжевните дела. Без тоа е незамисливо, се разбира, треба да се доживеат, треба да се анализираат. И времето е навистина кратко, е еден голем предизвик, но сакам сепак да истакнам дека кај колегите студенти има и студенти кои успеваат, се разбира, и за нас е голем предизвик да го прифатат тој предизвик и многу успешно да стекнат знаење за, се разбира, кое подразбира трансфер од знаењата од повеќе курсеви, како што велите. Нели? Тоа парциализирано знаење, главниот предизвик денеска мислам дека е како всушност да се дојде до една синтеза на тие информации. Многу се радувам кога забележувам колегите за колку кратко време успеваат некогаш во рамки на еден курс, но се разбира, особено се радувам кога гледам дека во текот на тие 4 години успеале навистина да продрат до многу тајни на уметноста, до многу значајни аспекти на проучувањето на литературата. Се разбира дека тоа е колективна работа. Во тоа работиме заедно како тим и на катедрата за компаративна книжевност и со колегите од филолошкиот факултет, бидејќи денешните студенти пак имаат една предност која што можеби порано ја немаше, имаат можност да одбираат и изборни курсеви кои овозможуваат нивните индивидуални афинитети секако да ги стават во тој мозаик кој на крајот секако треба да се склопи на крајот од студиите. Рековте дека општеството влие во сите сегменти и тие промени, па да ве прашам дали мислите дека, бидејќи сте ја познавате литературата од сите периоди многу добро, анализирате, дали мислите дека тоа се одрази и на должината, односно формите се пократки, дали трпението не дозволува веќе да се развиваат писатели во Достоевски, во Толстој, брзата слика, дигиталната технологија диктира сосем различни форми со лимитиран број на карактери. Веќе и литературата станува Твитер литература. Да, отворивте едно многу значајно прашање. Секако дека и од гледна точка на создавање уметност, но и од гледна точка на рецепција или восприемање на уметност и на книжевност, контекстот многу влијае. Се разбира дека во ова динамично време, во кое протокот на информации, пристапноста, се разбира, е многу поголема, но и некои теоретичари говорат дека живееме во екранска цивилизација. Нели? Нашите погледи се постојано насочени некогаш дури и симултано во неколку екрани, нели? Дека денеска ретко кој дури и гледа телевизија без при тоа дури и во кино дека луѓето гледаат во телефоните, во таблетите, во компјутерите. Некогаш сме буквално сардисани. Денеска е навистина предизвик општо земено, не само кратки форми, воопшто човек да одвои време, но во вистинска смисла на зборот, и фокус на текстот што се чита. Тоа е навистина еден голем предизвик на нашата цивилизација, бидејќи па во крајна линија и за современите автори, ова што го кажавте, како да се влезе во коштец со тоа дисперзирано внимание на да речеме поголемиот дел од како да се целото внимание не само да се привлече, туку и да се задржи на книжевниот текст. Секако дека тоа влие и на да речеме
популарноста на формите, но од друга страна се пишуваат екстензивни и се читаат масовни екстензивни книжевни дела, не само кратки книжевни форми. Дали е како во музиката дека ова остава простор за многу квази уметност, многу квази литературни дела, дали брзината на информациите, ликовните уметници ќе испечатат некое дело, преку него ќе замачкаат боја, ќе смислат добар концепт, добро ќе го продадат, па ќе произлезе некоја инсталација, перформанс. Дали во книжевноста, дали таа сепак е зборот останува на хартија, дали тоа дава можност за некој си постмодернизам, ама во лоша смисла? Добро, би се согласил со вас дека денеска постои една, слободно може да се каже, хиперпродукција на најразлични типови на книжевни и уметнички дела, во кои исто така распонот на квалитет е прилично еластичен, прилично голем. И тука мислам дека исто и како читатели или реципиенти или слушатели или гледачи ние сме ставени пред еден предизвик како да се филтрира она што навистина го заслужува нашето внимание. Како велат, научете го како да паѓа, па потоа како да скија. Дали вие, вашите студенти, прво ги обезбедувате со такви информации, можеби внимавајте на што ќе не идете, внимавајте како ќе ги цените работите, нека не ве завлекува некоја популарност, видете дали е тоа дело. Мислам дека за еден писател е многу значено, како и за секој уметник, да ја проучи темелно дисциплината со која што ќе се занимава, да ги проучи авторите кои навистина и уметничките дела, врвните ремек дела и така натаму, кои навистина треба да дадат репери. Се разбира дека тие, тука не пледирам дека само класиците создавани во некои претходни епохи, дека тоа е вредно. Напротив, тие може да ни помогнат и во денешницата, и во современиот контекст, да ги детектираме уметничките, книжевните дела кои навистина се вредни. Тоа не е едноставен, долготраен процес. Навлегуваме, се разбира, и во сферата на создавање на една општа култура, на создавање на вкус, и се разбира дека е многу значено темелната анализа на големите дела настанати во претходните епохи. Тоа е навистина една школа која се разбира е долготраен процес, но е многу значаен и за идните творци. Знам дека болна точка е во сите области терминологијата. Ние со години системски потврлуваме. Во музиката не постои терминолошки речник, па преведувачите си создаваат конвенции како нешто ќе биде преведено. Дали во литературата ги решивме сите проблеми, да не зборуваме дека се уште низ студентските клупи се наоѓаат и некои скрипти копирани од блиските јазици, од поранешната држава. Дали тие учебници конечно ги добивме, зашто во времето во кое што ја студирав, а и вие не сте далеку од тоа време, голем дел од нашето школување помина со туѓи учебници. Добро, сега за среќа најголемиот дел од клучните извори, видете, особено студирањето компаративна книжевност подразбира читање и други јазици. И на други јазици, но се разбира дека многу значајни дела, многу е значајна преводната литература, се разбира на македонски јазик, постојат одлични, да тргнеме од класичните дела, па до ден денеска навистина има многу квалитетни преводи, но се разбира дека има и преводи кои не ги задоволуваат тие стандарди, но да кажеме на македонски класичните автори од старогрчката литература се одлично преведени и препеани. Шекспир го имаме на македонски целосно, нели, благодарение на преводите на колегата Драги Михајловски. Колегите од филолошкиот факултет би кажал, речиси сите направија изворедни преводи од голем број јазици, не само на белетристика, туку и на значајни теориски дела. Така што тој фундус на вистина се проширува и се разбира дека денешните студенти имаат една предност за разлика од нашите генерации, што на интернет се достапни на вистина преводи на повеќе јазици, може да се споредат извори, може да се
да се консултираат многу дела преку нивните дигитални форми, се разбира, и тоа е една придобивка на денешното доба. Сега ќе се префрлам на вас како творец, ќе го ставиме овој дел педагошкиот зад нас. Дали се прашува која е инспирацијата? Некој седнува и пишува, некому му треба некој тригер, како што се вели, да го подбуцне, да го натера, да го изнервира, да го израдува. Знам дека ви е музиката блиска, понатаму во разговорот и тоа ќе ве прашам. Дури имате и наслови на книги посветени, се сеќам дека имате квартети, кои што не само што се така наречени, туку која познава музиката ќе препознае тука и композиција, и содржина, и се. Значи, кои други уметности, области ве хранат како творец? Добро, интермедијалност или тие врски меѓу уметностите ми се многу блиски. Тоа и го истражувам на теориски план, пред се односот меѓу поезијата и ликовните уметности, но и поезијата и музиката. Тие да речеме, таа тријада ми е Ова и предмет ликовната на ви е органска, интерес. вие сте од семејство, самото презиме сугерира, Мартиновски. Не сум јас Не од сте ви тоа од тоа семејство. семејство? Не, се извинувам, јас бев Не. убедена дека имате некоја Да. подалечна врска. Извинете. Не, ние сме пријатели со семејството исто Мартиновски. Мартиновски без В, еве со Ана сме пријатели и многу го почитувам Никола Мартиновски, се разбира, како еден од Бев убедена основоположниците. дека сте во роднински Но не врски. сме во Ете нешто ново да дознам. Да, не сме во роднински врски, во пријателски, што исто така е многу значено. Еве тоа би го посочил како пример каде што мојот теориски интерес до некаде се ево симбиоза и со мојот творечки интерес на планот на прецена поезијата. Во поезијата многу често не намерно, но многу спонтано користам и музички структури. Дури потоа, од кога ќе биде готова песната или после известно време сваќам кои, да речеме, музички структури можат да се и на ритмички план, и на се разбира и на звуковен план, и на книгата Квартети што споменавте, да, таа е една книга која на ниво, дури на концептот на книгата, музиката е исклучително битна, како што е битно и сликарството, бидејќи таму има и визуелна поезија. Има и песни кои се за пеење, има и песни кои се во голема мера омажи на големи музичари. И се разбира дека таа врска ја има и во многу други мои ракописи, да речеме во книгата Скриени песни има еден цел циклус инспириран од јапонското сликарство, потоа што знам во другите стихозбирки има песни кои имплицитно упатуваат и на другите уметности, се разбира дека за мене и предизвик тоа да го истражувам и кај други автори, бидејќи во известна смисла сметам дека сите уметници се поврзани. Многу ми се допаѓа таа идеја дека создаваме во еден уметнички облик, но на овој или оној начин сме поврзани со уметници кои или денес или во некоја друга епоха или во друг простор создавале на слични теми, имале слични чувства, имале слични идеи и навистина таа постојана комуникација меѓу уметностите е една огромна авантура. И јас лично ве запознав прв пат како дел од оркестарот Пеца Атанасовски. Јас како иден етномузиколог дојдов да видам како изгледаат пробите и тоа е сериозно извориште на она што се случи потоа, плејада, етно, ворлд бендови. Голем дел од вас, членовите, продолжија да се занимаваат со музика. Вие бевте член на Баклава, на Калдрма. Неретко своите промоции, поетски, некакви дружби ги збогатувате со музика, се уште свирите тамбура. Од каде таа љубов и фасцинација со традиционалната музика? Или можеби Пеца Атанасовски лично имавте среќа да го запознаете, ве привлече? Да, секако. Мислам дека прво би тргнал токму со Пеца Атанасовски. Беше огромна привилегија, чест, радост, не знам како да кажам, да се запознае тој музичар. Тогаш бев на студии на Филолошкиот факултет и со уште неколку колеги дознавме дека Пеце подготвува курсеви во Младинскиот културен центар. Се собравме една многу интересна дружина на млади музичари кои исто така имавме искуства со различни музички правци.
тука беше половина чиста околина, познатата хип-хоп. Да, имаше неколку панкери, неколку, што знам, рокери и така натаму, кои многу беше интересно како Пеце успеа да ни ги доближи тие инструменти, но не само тоа, целиот тој контекст на создавање на музицирање со под капата на таа ритмичка и музичка школа традиционална, која е навистина едно огромно богатство, навистина звукот, да речеме, самиот звук на кавалот или на тамбурата е фасцинантен. И ден денеска ги споменавте квартети, таму посветив песни и на Пеце Атанасовски, но и на Миле Коларов или на други големи мајстори од кои ние дел од нив имавме и можности да ги запознаеме, како што е Никола Цветковски, потоа Долнени, нели, се сеќавам дека и таму се среќававме. Таму исто сите тие музичари беа огромна инспирација за нас да продолжиме и по смртта на Пеце, нели, тогаш и го оформивме оркестарот. Потоа, нели, сите тие искуства со тој традиционален звук, мислам дека многу влијае и врз мојот развој како поет. Мене ми е ова што го споменавте, тоа прелевање меѓу музиката и литературата, особено поезијата, многу блиско и навистина ми е голем предизвик. Се е тоа убаво кога човек твори, кога има идеи, кога има работа, има волја, но како тука семејството за кое што вие навистина многу добро се грижите, барем впечатокот е таков, како функционирате и во приватниот живот со толку многу обврски, имате многу патувања. Ние за договорањето на ова интервју имавме проблеми, редовно сте повикувани, заминувате дали како член на жири за универзитетски средби, предавања, симпозиуми. Како успевате да ги балансирате сите овие сегменти? Имам голема поддршка од семејството и од сопругата и големо разбирање, се разбира. Мене ми е многу значена таа поддршка, се разбира. Не е лесно да се избалансира сето тоа. Тоа некогаш се обврски кои се планирани однапред, но некогаш дел од тие ангажмани кои се поврзани и со универзитетски, но и со пред се поетски или литературни фестивали, кои се меѓународни и кои некога знаат да влезат во моите навистина обврски секојдневни, но јас гледам на сите тие настани како една можност да научам нешто што ќе го применам во мојата и професионална кариера, пред се на универзитетот. Тие престои на различни универзитети, секогаш се инспиративни, запознавање на колеги, запознавање на нивните трудови, на нивните ангажмани, сето тоа влијае и врз теоретската и врз креативната работа, така што секоја таква средба е некогаш одгласите од нив може да се слушат и после повеќе години, но се може да се доживеат не случајно се говори, нели, зборот семинар, нели, некое семе може да проорти и после подолго време семе, да речеме, на некаква инспирација. Велат дека на децата не треба да им се кажува како треба, туку да им се покажува. Она што тие го гледаат се книгите, дали тие се веќе дел од нивните животи? Имате двајца синови, колку што јас знам. Имаат љубов кон читањето, со што се занимаваат, со што ги се занимаваат, дали знаете? Може да се каже дека ете, по-стариот син, Филип, тој е прва година на средното ликовно училиште, ете, неговиот интерес кон ликовната уметност. Сега неодамна бевме и ги посетивме изложбите во Амстердам да видиме голема изложба на Рембрандт, заедно бевме, семено бевме сите заедно. Една прекрасна изложба, релациите меѓу Ван Гог и Дейвид Хокни има и се обидуваме, нели, уметноста да биде нешто што е природно, нели, тој интерес кога ќе се види во живо една такво ликовно дело е нешто што не може да се замени со гледање на репродукција. Секако дека тие си имаат своји афинитети, јас не се обидувам да им ги наметнам моите. Помладиот син сега завршува основно училиште, па е пред тој избор што понатаму. За него е многу интересен спортот, тој многу се занимава со спорт, но има голем афинитет и кон
да речеме екзактните науки, така што еве веќе размислува за во Корчагин да оди. Па ќе видиме, тие си имаат, се разбира, свој пат. Јас би сакал во секое време да можам да им помогнам, да ги поддржам. Многу често ја споменувавме уметноста и јас верувам дека ова ќе биде достоен подарок од Арсламина за вас, Пол Гоген. Ако вам не ви се допадне, тогаш на вашиот син сигурно ќе му се допадне, па една инспирација да посетите некоја негова ретроспективна изложба некаде во светот. Да, благодарам многу. И посакувам соработките со Арсламина да продолжат, бидејќи од овие две 100% успешни соработки би рекла, секако и за нешто и за возрастните во иднина, иако две книги се многу поучни. Јас уживав како возрастна во двете, значи Чисти мудрости. Во двете тоа вас ви некако лесно ви оди, толкаво знаење, па знаете да ги извлечете бисерите. Ви благодарам многу прво за подарокот. Навистина Пол Гоген е еден автор кој многу ме инспирира. Еве пред малку го споменавме и неговиот пријател Ван Гог. Автор кој во аголот од својата книга, во едно од најзначајните негови платна ги постави трите прашања пред кои човештвото постојано си ги поставува. Каде одиме, од каде дојдовме, кои сме, нели, многу значајни прашања и тој ги поставува практично во секое негово платно. Многу инспиративен уметник, се разбира, ете книгата, нема да бидам единствениот читател. Дома претпоставам сите четворица ќе читаме порано или подоцна. Многу ви благодарам за овој подарок, ви благодарам се разбира и за убавите зборови за овие проекти поврзани ете и со помладата читателска публика. За мене предизвикот за пишување, ова е прва книга што пишувам воопшто и за деца, е пак поврзана и со моите синови. Во крајна линија книгата и ним им ја посветив. Напишав и во краткиот предговор дека се надевам дека барем една поговорка ќе им се најде во животот. Во крајна линија дури и поговорката од корицата дур дишам се надевам, мислам дека е една поговорка која е убаво да си ја повторуваме, да се надеваме на подобро. Мислам дека секој од нас има потреба од таква надеж и многу ви благодарам. Благодарам за разговорот.